Верувам дека новогодишниот простор зад нас и кажува всушност што ќе говориме подетално во првото вклучување. Да, ќе напоменаме зошто не подобар избор да имаме во нашиот дом природни новогодишни елки, но се разбира ќе напоменеме нешто повеќе и за тоа зошто е вистинскиот избор токму тоа, но и како правилно да се грижиме за нив. Нешто многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, господин Ѓорѓе Самарџиев од Градинарски центар ФОја. Да му посакаме добро утро. Добро утро сите гледачи на Телма. Да, ова утро заледено, навистина темата е одлична. Да ги инспирираме гледачите дека да, ние прво од професионално секој пат протежираме дека природната елка, доколку некој од гледачите има можност, не треба да воопшто размислува дали да има вештачки или природна. Секој пат природните нудат поубава атмосфера и целата приказна не завршува со завршување на новогодишните празници, него што потоа, дали тие ќе посадат во дворот или некаде каде што ја испланирале имаат место. И на некој начин тој символ или тој спомен низ годините преку елката останува за навека. Да не зборуваме дека секое садење на садница на некој начин е корисно и на некој начин наша обврска е барем во нашиот живот, барем едно дрво ако можеме да посадиме на оваа планета. Живите елки токму така бараат известна нега кога ќе ги внесеме во домот. Најбитно е да елките бидат во бусен, со убав квалитетен коренов систем, посадени во саксија. На тој начин, кога ќе ги внесеме внатре во домот, каде што е потопло, стресот е помал, бидејќи треба да продолжиме да ги негуваме како собно цвеќе со редовно полевање, барем еднаш до два пати неделно, зависно од топлината во домот. И треба да настојуваме да ги чуваме отприлика од 2-3 недели, 4, значи најмногу еден месец. Првата прилика, значи по завршување на празниците, добро е доколку не можеме веднаш да ги посадиме, во најмала рака да ги пренесеме негде кај што е постудено, да ги извадиме во дворот или на терасата, на некој начин да се аклиматизираат и тој стрес и тој шок на бидејќи внесувањето кај нив во домот почна пролет, нели? И затоа е добро да што пократко ги чуваме и на тој начин се поголеми шансите потоа кога ги посадиле надвор. Еве дел напоменавте која е правилната грижа за природните елки. Напоменавте дека тоа е вистински избор, но дали бара многу труд, бидејќи вештачката елка само ќе ја поставиме и наша задача е да ја накитиме? Па да, и вештачката елка не е само да ја поставиме, нели таа собира прашина, па треба да ја измиеме, треба да ја изчистиме, па нели на некој начин се е тоа до желба на самите нас, нели? Дали повеќе милуваме да имаме живо растение или дали сакаме повеќе пластична, да. Ние може да кажеме искуствено дека многу фамилии со мали дечиња посегнуваат по мала елка или по жива елка во својот дом, бидејќи дечињата се тие кои што навистина од срце и најмногу им се радуваат на живите елки, а да не речам дека после таа елка посадена, или какво чувство му останува на детенцето за понатаму низ годините дека треба да сади елки и да негува садници. Така да речам на еден многу непосреден начин, во една убава празнична атмосфера, ние ги учиме нашите деца, нашите млади дека треба да садиме и да негуваме живи дрви. Сега ќе влезам малку подетално. Дали можеби новогодишните украси, ако има премногу на природната елка, може на некој начин да и наштетат или слично? Не, можеме да ја китиме колку сакаме, треба да избегнуваме подалеку да е од грејни тела или ако се грееме со еркондишн или топлиот воздух да не дува директно во неа. На некој начин тоа испарување на влагата и нели активирање на коренот да биде што поминимално. Така да од аспект на украсите воопшто нема никакви ограничувања. Само би напоменал во моментот нели кога ќе самиот чин на садење, зборам на елката,
дека не треба да се чека долго. Ако во јануари имаме топли денови кога земјата не е замрзната, треба да ги искористиме тие денови да ја посадиме елката. Нормално, иако е зима, и обилно да ја полееме. И тоа што нели малкумина од гледачите можеби го знаат или не го знаат, дека подкаструвањето на дел од крошната, на дел од гранчињата, секако треба да ја запазиме таа конусна форма на елката, и намалување на 20 до 30% од волуменот на листната маса ќе му даде на коренот подобри шанси да ги искрани крошната и на некој начин да се прифати самата садница. Видов дека токму тука имате и упатства за тоа како правилно да се грижиме за природните елки. Дали тоа значи дека навистина има голема заинтересираност за овие природни елки? Па таа е повеќе или помалку стандардна секоја година. Сега дали е голема или мала, нели не може да мала е споредбено нели колку луѓе живеат во еден град, нели? Ама од друга страна е сепак задоволителна, и тоа што нас не радува е дека традиционално секоја година и воопшто тука во Македонија секој пат се бараат елки со корен. Значи, ние немаме традиција да украсуваме елки пресечени, како што тоа е случај во западноевропските земји, нели како буке цвеќе да ги фрлиме, него ние на некој начин се врзуваме со дрвото и нели потоа сакаме да ни се зафати, да ни расте и така, нели тоа се некои драгоцени моменти кои што навистина ги негуваме, не се во огромен број, меѓутоа традиционално се константни и секоја година се повторуваат. Ево, освен новогодишните елки, зад нас можеме да видиме и приубаво накитано божикно дрво, исто така и зимските зелки кои што се атрактивни во овој период. Што препорачувате околу грижата пак за нив? Тие се надворешни растенија, нели, како такви добро е, нели, ако се во сакси, ако ги чуваме како во овој случај, сега овие минуси од минус 2, 3, 5 или инцидентно до 10 степени, а меѓутоа кратко трајни, само во текот на утринските часови, не можат многу да им наштетат. Меѓутоа, ако се најавуваат минусни температури кои што се задржуваат и преку денот и се од минус 10 и нагоре, во тој случај сите надворешни растенија кои што ни се во саксија, за да го превенираме да не дојде до измрзнување на кореновиот систем, треба да се погрижиме или да ја завиткаме саксијата во некакви кебиња, во картони, или да ги преместиме растенијето каде што нема да мрзне толку. Значи, независно, иако е растенијето наменето за надвор, сите растенија чувани во саксија на екстремни минусни температури може да настрадаат. Пред самиот крај сакам да напоменам и, односно да кажеме нешто повеќе за тоа кои се најчестите грешки кои што ги прават сите оние љубители на вакви божикни дрва, природни елки, па божикното дрво го напоменав, и некои вакви зимски растенија кои што се атрактивни во овој период. Кои се најчестите грешки кои што ги прават при самото одржување? Па кога станува збор за живо растение, најчести се грешки се или премногу вода, или премалку вода, или воопшто не полевање. Тоа би рекол се најчестите грешки. Тоа е пресуден фактор, нели, умерено оптимално полевање. Саксиите, нели, да имаат дупки, да истекува вишокот на вода и на тој начин не може да претераме. Повремено, нели, од тацната да се испразнува вишокот на вода, да не дојде до скапување на коренот, и само оптимално полевање е, нели, број 1. Зборам поготово кога станува збор за елката. Верувам дека со укажување на овие грешки ќе бидат нашите гледачи повнимателни, доколку се љубители на природните елки, сакаат да ги красат сушност нивните домови. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да говориме на оваа тема. Да, се надевам дека инспириравме некои од гледачите, со задоволство секој пат. Благодарам. Се надевам дека сите информации беа добродојдени и за вас во студиото, но и за нашите гледачи, со оглед на тоа дека станува збор за една актуелна тема со самото доаѓање на божикните и новогодишни празници.